Добар ден, почитувани. Ова е најновата телма амбуланта. Дали навистина секој од нас треба да испие 2 литра вода дневно? Во топлите летни денови имаме ли потреба од повеќе течност? Како да препознаеме дека организмот е дехидриран? Дали жетта кај постарите лица е намалена и затоа треба свесно да внесуваат повеќе течности? Може ли да испиеме премногу вода? Што е тоа ниско минерална вода? И зошто се почесто избор за секојдневна употреба? Што значи терминот сув остаток на декларацијата на флашираната вода? Како да стекнеме навика редовно да пиеме вода? На сите овие прашања одговор ќе побараме од професор доктор Драгица Зенделовска. Останете на телма, а поставете прашање во програма. Како да стекнеме навика редовно да пиеме вода? Што е тоа ниско минерална вода? Ќе ја прашаме професор доктор Драгица Зенделовска од Медицинскиот факултет во Скопје и нутриционист. Професорке, добар ден и добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден, Марија, ви благодарам на поканата. Сите знаеме дека водата е многу важна за нашето здравје, па колкав процент од човековото тело е всушност вода? Распонот е голем. Значи, процентот на водата во нашето тело зависи од многу фактори, меѓу кои што сте возраста и секако полот. Вообичаено велиме од 50 до 75%, ако зборуваме вака генерално. Меѓутоа, женската популација има помал процент на вода за разлика од машките, а секако возраста е таа која што исто така го дефинира процентот на вода. Така кај новороденчињата во суштина имаме многу повисок процент на вода, некаде околу 80%. Меѓутоа, како старееме, водата ја губиме. Токму затоа малите бебиња многу лесно дехидрираат. Така е. Значи, она што е исто многу важно, луѓето, например, да речеме како еден од факторите кои што имаат поголема тежина, заради поголем процент на масно ткиво, тие исто така немаат толку многу повисок процент на вода во телото. Водата е многу важна како фактор, затоа што во суштина нас животот ни зависи од водата. Ние можеме без јадење 30 дена, меѓутоа без вода не можеме ни 3 дена. Така да многу е важно да се стави на акцент на начинот на употребата на водата и поради тоа што секој ден го правиме тоа, многу е важно и каков тип на вода примаме. Дали е точно дека секој од нас треба да испие 2 литра вода или пак и тие потреби зависат од полот, од возраста, може би физичката активност, временските услови? Така е, тие потреби се апсолутно многу поразлични од обичната препорака. Таа би рекла генерална препорака, која што многу години наназад ја има 8 чаши вода во текот на денот, кој што се приближно 2 литра и така натаму, меѓутоа тоа е генерална препорака и не е така, исто така зависи од возраста, од полот. Убаво напоменавте, дали е лето или не е, дали имаме физичка активност или немаме, дали примаме терапија или не, дали имаме некои одредени заболувања или не. Овде имаме прилично многу прашања. Во суштина, генерално би можеле да кажеме за повозрастната популација дека 30 на милилитри на 1 килограм телесна тежина е дневното потребно ниво. Така да ако имате 60 на килограми, множите по 30 милилитри и од прилика доаѓате до количеството на вода која што треба да го примите во текот на денот. Значи, нашето тело губи вода во текот на еден ден и таа количина на вода е некаде до 2 литра. Во суштина кожата преку таа се обидува да ја регулира нашата терморегулација, нели, нашата температура. И е потребно вода, меѓутоа водата се губи преку кожата. Водата се губи и преку бобрезите, преку мокрењето, затоа што тоа е единствениот начин на кој што ние пробуваме токсините преку урината да ги елиминираме надвор од нашето тело. Водата се губи и во цревата, вода се губи и во процесот на дишење во форма на мали микрокапки и така натаму. Така да тоа количество кое што ние го губиме во текот на 24 часа навистина ќе мора и да се надокнади. Да. И сега со што е најдобро да се надокнади? Дали со вода или пак може и други течности да внесеме? Сок, чај? Можеме, знаете како некако цело време се фокусираме само на вода, меѓутоа
математиката кажува дека 20% од водата која што ни е потребна во текот на денот, прилично ја внесуваме преку храната. Значи, дали е тоа преку овошје или е преку некој зеленчук или некакви чаеви, кафиња, супи и така натаму. Сето тоа влегува во вкупната количина на течности кој што вие ја примате во текот на денот. Но овде има едно но, во суштина водата е нискокалорична. Тука немаме калории, немаме шекери, немаме додатоци, немаме ароми, немаме ништо, така да поголемиот процент во суштина од дневно потребната количина на вода во текот на денот треба да биде вода. Значи најдобриот избор да, за меѓутоа не е само надокнадување. вода, нели можеме да внесуваме и чаеви, можеме да внесуваме и кафе, може да внесуваме супи, може сокови. Со сите тие течности придонесуваат за наша хидратација. Меѓутоа, поголем дел од тој волумен на дневно ниво треба да припаѓа на водата. А кои продукти што ги конзумираме содржат најмногу вода? Еве, например, тука е лубеницата, тоа го знаеме. Лубеница од овошје и јагодите се прилично многу високи со вода, тиквичките од зеленчукот, супите, како што споменав, како намирници од секојдневието, лимонадите, например, се вистински избор, чаевите исто така. И сега често пати се зборува дека кафето, знаете, ние го броиме кафето во дневниот внес на течности, меѓутоа кафето исто има диуретско својство, значи не тера на мокрење. Така да во суштина сепак го броиме како течност кој што го внесуваме на дневно ниво, меѓутоа може да провоцира мокрење. Така, но ќе не потикне да исфрлиме истовремено течност од организмот. Како да знаеме дали нашиот организам е дехидриран? Дали жета е првиот сигнал за тоа? За да одговориме убаво на прашањата, да го дефинираме дехидратација процесот. Значи, најосновно кажано, губиме повеќе вода или течности отколку што внесуваме. Тоа е, да речеме, основната дефиниција за тоа што е дехидратација. Меѓутоа, мораме да земаме предвид дека дехидратацијата може да се случи преку 3 начина. Вие можете во исто време да губите исто количество и на вода и на натриум. Натриумот е многу важен, затоа што во суштина натриумот е тој кој што во нашето тело е како еден вид регулатор кој што е врзан за количината на вода која што ќе влезе во вашата клетка. Така да вие можете да имате дехидратација која што во суштина губи вода, губи натриум, и тоа многу често се случува кога имаме диарија, кога имаме повраќање. Можеме да бидеме дехидрирани, да изгубиме повеќе вода, а да не губиме натриум, и тоа се вообичаени ситуации кога одеднаш имате нагло потење, обилно потење, или пак кога имаме зголемена физичка активност. И кога многу често тоа го правиме, ајде да кажеме, со ненадополнување на дневните потреби. Во таква ситуација, голема физичка активност може да предизвика зголемено лачење на натриум, а не толку многу на вода. И во вакви ситуации треба дополнително и електролити да се земат. Значи, процесот на хидратација кај спортистите и процесот на хидратација кај обичните луѓе е сосема различен. Тука треба навистина да се внимава дали се внесуваат електролити или не. Меѓутоа, најчесто е случајот кога ние внесуваме доволно вода. Во таков случај губиме вода, а не толку многу натриум. Точно ли е дека старите лица не чувствуваат жет, намаленото чувство за жет, па дека кај нив свесно треба да се внесува водата? Да, пред малку рековте кој е симптомот, дали жетта е првиот симптом дека нешто се случува во нашето тело и ја губиме водата. Кога ќе добиеме таков симптом дека сме жедни, дехидратацијата веќе почнала. Затоа навистина велиме дека ние вода треба да направиме свој собствен ритам во текот на денот, и понекогаш е добро да земете неколку голтки вода, дури и да не почувствувате дека сте жедни. Меѓутоа, кога веќе ќе настане жед, тоа е веќе сигнал дека почнала дехидратацијата. Во суштина, ако изгубите 1 до 2% од водата која што имате во телото, веќе ќе се појават вакви симптоми од типот на жед. Меѓутоа, ако таа дехидратација е многу повисока, да речеме 7%, тогаш веќе добивате други симптоми. Тогаш веќе почнува глабоволка, почнува грчеви во мускулите, се јавува слабост, се јавува вратоглавица.
Ако 12% од водата и повеќе изгубиме од нашето тело, тогаш може да дојдеме и до животно загрозувачки состојби, да не речам кома. Сега, кај возрастните луѓе е многу интересно, тие навистина не чувствуваат многу жети. Тоа е од неколку причини. Значи, првата причина е затоа што е веќе уморена таа хипофиза, тие мозочни сигнали не информираат веќе на време, вие не добивате сигнал дека сте жедни. Можеби ќе добиете сигнал во моментот кога навистина ќе настане таа дехидратација. Меѓутоа има уште еден момент. Ако земеме предвид дека најмногу вода во нашето тело има во очите и има во мускулите, колку ние стануваме повозрасни, ние ја губиме мускулната маса, а со губењето на мускулната маса ја губиме и водата. Затоа возрастните лица можат многу полесно да дехидрираат. Кај лицата пак кои што имаат проблеми со бубрежната функција, во таа ситуација исто така може да биде проблем кај повозрастните, например, многу побрзо да дехидрираат. Или пак да речеме најчесто примаат некакви лекови за мокрење, кое што дополнително може да ја влоши целата состојба и побрзо да влезат во процес на дехидратација. И имаме уште еден момент, меѓутоа тој не е врзан со овие другиве физиолошкиве, туку тоа е моментот се плашам да пијам вода затоа што ќе станам да уринирам во текот на ноќта или треба додам ваму таму. Тоа е навистина така затоа што да речеме кај нив таа бубрежна функција малку намалена, веќе има помала контрола на водата во бубрезите и имаат зачистено мокрење. Меѓутоа тоа не треба да ве ограничува вие да не пиете вода затоа што полесно можете да влезете во процес на дехидратација. А може ли да претераме со пиење вода? Да. Тоа е обратната страна. Значи, имате луѓе кои што не пијат вода или не внесуваат доволно вода во текот на денот. И имате лица кои што внесуваат вода, меѓутоа во прекумерна количина. Тој процес се нарекува труење со вода или ние го нарекуваме хипонатремија. Што се случува? Вие во одреден краток временски период од неколку часа внесувате огромна количина на вода. 3 литра, 4 литра и така натаму. Меѓутоа, кога ја внесувате таа огромна количина на вода во вашето тело, доаѓа до нагло паѓање на концентрацијата на натриум, за кој што предмалку спомнав дека е регулатор на тоа колкава количина на вода ќе влезе во нашите клетки. Кога ќе дојде таа хипонатремија, кога ќе се намали концентрацијата на натриумот, веќе нема кој да регулира колкава количина на вода ќе влезе во клетките. И во таква ситуација ние велиме клетките отекуваат. Значи отекуваат раце, отекуваат нозе, многу често може да се случи едем на мозокот. Особено многу важно кај лицата кои што имаат срцева слабост. Ако вие одеднаш се напиете толкава количина на вода, вие во вашиот крвоток имате огромно количество на течност и практично го оптеретувате срцето да помпа, и тоа е многу важно кај лицата кои што имаат срцева слабост. Или пак да речеме кај лицата кои што имаат психолошки нарушувања. Да речеме најчесто кај шизофренијата може да се случи една таква компулсивна потреба за пиење на течности без тоа да биде физиолошка потреба. И во такви ситуации навистина можеме да имаме проблем со внесување на огромна количина на течности. Меѓутоа, имаме сигнали. Лесно е кога вие сте дехидрирани. Првиот сигнал е можеби ќе ви се исуши устата или ќе го чувствувате суво грлото. Честопати можете да чувствувате некаква главоболка. Честопати има вртоглавици, се чувствувате уморни, имате болки во мускулите, имате грчеви во мускулите. Тоа е еден од сигналите на дехидратација. Меѓутоа, за да вие се уверите дали е тоа така, затоа што симптомите најчесто се многу слични кога сте дехидрирани и кога сте хиперхидрирани. Затоа што и кај хиперхидратацијата имате и главоболки, имате и вртоглавица, имате и дури и гадење, и повраќање, и диареја и така натаму. Меѓутоа, бојата на урината ви е главниот индикатор практично за тоа колку вие сте добро хидрирани или не.
Кога сме дехидрирани, нашата боја на урина во суштина е многу потемна, многу пожолта, да речеме портокалова, и тоа не дај Боже во такви ситуации телото само кажува хидрирај се. Во обратната ситуација, кога пиеме премногу течности, тогаш малтене бојата на нашата урина изгледа, односно безбојна, е многу прозирна. Светла, така. Да, многу светла. Така да треба да најдеме некоја средина помеѓу овие две состојби, и кога сме еухидрирани или кога е нормално нивото на течности во нашето тело, тогаш бојата на урината изгледа светло жолтеникава. Така, значи тоа може да биде еден добар индикатор. А што значи сувиот остаток на водата, која што е флаширана и е наведена на декларацијата? Што е тоа сув остаток? Секоја вода има своја собствена декларација. Значи, така знаеме какво е потеклото на водата, каков е типот на водата, каков е квалитетот на водата. Сувиот остаток е параметар кој што ви вели колку растворливи минерални соединенија имате вие во 1 литар вода после испарување на температура од 180 степени. Генерално се мисли на натриумот, на калиумот, на калциумот, на магнезиумот и така натаму. Така да според сувиот остаток, јас водите би ги поделила во 4 категории. Ако имате 50 мг на литар или под 50 мг на литар сув остаток, тоа го пишува на самата декларација на шишињата, во таква ситуација вие имате екстремно ниска или ниско минерална вода. Би рекла ултра ниско минерална вода. Кога имате сув остаток некаде од 50 мг до 500 мг на литар, тоа се, да речеме, умерени ниско минерални води, со тоа што за мене ниско минерална вода е некаде околу 50 на милиграми, да речеме, на литар. Минералните води се води кои што имаат сув остаток од 500 мг до 1500 мг, и тоа се најчесто води кои што ни доаѓаат од водовод, да речеме, најстандардните, па дури и некои од флашираните води можат, не некои, него влегуваат исто во оваа категорија, ако видите сув остаток 200, 300, 400 мг на литар, и имаме високо минерални води. Тие води се води кои што веќе имат некакво здравствено тврдење. Таму има огромна концентрација на минерални соединенија кои што се растворени во таа вода, и тоа не е вода која што вие треба да ја пиете секојдневно, затоа што таа вода лечи и треба да биде точно наменета, односно за какви типови на заболувања ќе пиеме таков тип на вода. Тоа не е за секојдневна употреба и не можете да ја пиете во неограничени количини. Исто така е наведено pH на водата. Што е тоа и дали е важно? pH факторот е исто така важен, мада да речеме водите генерално се слабо кисели до алкални, и обично pH факторот на водата се движи некаде од 6,5 до 9. Тие се важни затоа што, например, овие алкалните води имаат висока концентрација на бикарбонати. Тие ја прават водата да биде алкална и тие се употребуваат во кај посебни здравствени состојби, можеме малце подоцна да ги споменаме. А киселите води се обично некаде на кај 6,5, кога има pH 6,5 е благо кисела вода. Обичните води pH 7, 7,2, тука некаде тоа е во суштина и pH на нашата крв, така да тоа е одлична вода која што има такво pH. Освен овие фактори, добро ги напоминавте, и pH и сувиот остаток, на самите декларации на шишињата ќе видите содржина и на различни катиони и ањони. Најчесто се пишува содржината на калциум, на магнезиум, на натриум, на бикарбонати, на нитрати. Нитратите се многу важни. И нитратите треба да ви донесат многу важен податок. Ако нитратите, законската граница е до 50 мг на литар, меѓутоа, за да кажам дека една вода е квалитетна вода, јас би сакала содржината на нитрати да биде под 5 мг на литар. Тоа ви окажува водата од каде што се пуни. Не е важно дали е некаков природен извор или е флаширана вода и така натаму.
ви укажува дека во близината на тој извор има вештачки ѓубрива. И во таква ситуација од таму доаѓаат и нитратите и нитритите. И затоа не е добро да се пие вода со повисока содржина на нитрати. Тие се тој параметар кој што ви е важен како еколошка компонента кога купувате некаква вода или сакате да се одлучите каков тип на вода. И исто така треба да се внимава на натриумот. Натриумот е исто така многу важен елемент и обично се препорачува, особено кај лицата кои што имаат хипертензија, натриумот да биде колку што е можно понизок, значи да биде помал од 20 милиграми на 1 литар. Значи натриумот во водата да биде понисок од 20 милиграми на литар во ситуации кога луѓето се со висок крвен притисок и се на диета во која што велиме не треба да внесувате сол, затоа што натриумот во водата доаѓа од натриум хлорид. Значи натриум хлорид е готварска сол, значи така да во суштина кога имаме хипертензија, ние треба да внимаваме колку натриум ќе внесуваме преку водата. Има и води кои што имаат висока содржина на натриум. Ајде да проговориме за нискоминералните води. Кому се препорачува? Дали се погодни за секојдневна конзумација? Нискоминералните води се води кои што имаат ниска содржина на суфостаток. Меѓутоа ги велиме нискоминерални затоа што нема ни многу минерални соединенија растворливи во овие води. Овие води се лесни води. Велиме лесни затоа што се многу питки, немаат ниту некој вкус, ниту некој мирис, токму поради таа причина дека се ниски минералите внатре во нејзе. Многу се добри за секојдневна употреба и можете да ги конзумирате неограничено, за разлика од минералните води за кои што треба да внимаваме колкава количина ќе внесеме во текот на денот. Многу е важно кај луѓето кои што имаат пореметување во бубрежната функција и исклучиво да се користат нискоминерални води, затоа што кога имате таков проблем, вие не смеете да внесувате вода со висока содржина на калциум и на магнезиум. Тоа го оптеретува бубрегот. И затоа кога имаме таква нарушена функција на бубрегот, многу често бараме вода која што е нискоминерална. Исто е многу важно нискоминералната вода, да речеме, за луѓе кои што имаат склоност на формирање на камчиња во бубрезите или таложење на песок и така натаму. Нискоминералните води имаат диуретични својства. Тие ве тераат на мокрење и на таков начин вие полесно практично ги isfрлате и токсините или евентуално накупениот талок во бубрезите. На таков начин го елиминирате пак и ризикот од инфекции на уринарниот тракт, затоа што на таков начин го чистите и самиот мочен меур, па луѓето кои што имаат проблем со ешерихија коли, например, и такако треба да пијат поголеми количини на нискоминерални води. Од друга страна, да не зборуваме за, да речеме, за бебињата или за премените жени, каде што кај нив, особено кај премените жени, потребата за вода не се множи тежината по 30 мл, нели килограм тежина по 30 мл, него кај нив треба дополнително уште 1 литар вода и за возобновување на плодовата вода. Меѓутоа, кај бебињата особено важно кога ќе почнат на адаптирана исхрана, водата што ќе им се дава на бебињата да биде ниско минерална, затоа што се уште нели се формираат бубрезите и така натаму, и кај бебињата треба да се користат исклучиво ниско минерални води. Дали нискоминералните води се погодни и за млечните формули, значи за растварање на тој прашок што е од млечните формули? Исклучиво на адаптираните млека, да. За адаптирано млеко, за подготовка на адаптирано млеко. Така, исклучиво треба да се користи нискоминерална вода. Има потреба таа вода претходно да се преври или пак може директно да се употреби? Знаете како, Марија, треба да видиме од каде е потеклото на водата. Ние извори на вода можеме да зборуваме за 3. Можеме да имаме бунарска вода, да имаме вода од чешма, значи нашата градска вода, и да имаме вода од флаша, флаширана вода.
Ајде нема да зборуваме толку многу за бунарите, затоа што во суштина ретко кој рече си никој. Мада има, користат луѓе, да речеме, во руралните средини, меѓутоа за мене таа е една од најризичните води, затоа што таа мора да се контролира, мора некој да ви даде дозвола дека е проконтролирал и дека е добре за пиење. Меѓутоа таа може да биде многу лесно загадена од септички јами, па ако имаме дождови, ако имаме да речеме различни поплави, таа вода не смее да се пие затоа што може да биде загадена. Меѓутоа, имате вода од чешма, како што имаме ние во Скопје, и во суштина, да речеме, таа вода е хлорирана. И на таков начин можеме да кажеме дека е микробиолошки во ред за конзумирање. Единствениот проблем кај водите кои што доаѓаат од чешма или преку водовод е тоа што може да биде старата водоводна инсталација и понекогаш може во тие води да најдете, ако е особено стара, па има олово, па има азбест, па да речеме или некоја рѓа или честички од рѓа и хлорирањето на водата. Водата се секако хлорира за да биде микробиолошки исправна, меѓутоа честопати не се случува кога ќе полниме дома од чешма да биде низината боја белозликава. Тоа доаѓа од хлорот. И во такви ситуации за луѓето кои што ќе се одлучат да користат вода од чешма, особено ако ја користат пак за бебиње, ја би рекла пак добро е да ја привријат, или пак да користат оние бокали или различни филтри од активен јаглен, во кои што практично малце ќе ја прочиста таа вода која што доаѓа од чешма. Значи би се изгубил мирисот од хлор, би се изгубил хлорот, да речеме би се филтрирале тие честички кои што доаѓаат преку стара инсталација, евентуално ако има некакви честички од рѓа и така натаму. Флашираната вода е тотално друга приказна, затоа што таа е исклучиво произведена во фабрички услови. Би рекла и во фабрички стерилни услови, така да таа вода може директно да се користи практично од шише, нема потреба да се преврива и исто така тоа е вода која што има континуиран состав. Затоа што е во фабрички услови. Вие знаете во секое време каков тип на вода пиете, зависно од тоа од кој производител ќе ја купите водата. Дали тоа ќе биде ниско минерална, високо минерална, вода богата со калциум, вода богата со магнезиум или натриум и така натаму. Единствениот проблем кај флашираната вода е пластиката. Дали ќе го гледаме тоа од еколошки аспект, затоа што навистина вие сега денес како треба да испиете 2 литра вода, практично генерирате 2 пластични шишиња и го зголемувате отпадот на пластика, или пак ќе го гледаме од аспект на типот на пластиката кој што се користи за флаширање на водата. Само на таков начин, ако таа вода во различните магазини стоела на отворено, на топло, на сончеви зраци, тогаш имате во суштина проблем со загадување на водата која што е флаширана од микропластиката. И на таков начин вие внесувате микропластика. Така да, кога ќе купувате вода која што е флаширана во пластика, според мене најдобро е да ја видите ознаката. Како вид на пластика се користи за изработување на вода и најчесто флашираната вода се користи пластиката ПЕТ, па единица, имате еден триаголник или долу на дното на шишето или на самата декларација. Тоа е полиетилен терафталат. Тоа е пластиката која што најчесто се користи за флаширана вода. Тоа е мека пластика. Оно што сакам да дадам акцент на гледачите за ваков тип на пластика, тоа е пластика за еднократна употреба. Кога ќе го испиете шишето, водата кога ќе искористите, фрлете го шишето. Тоа шише не смее понатаму да се користи за било какви потреби, не е битно дали е сок или е дотурање на вода или не знам што. Таквите шишиња за еднократна употреба сега веќе е развиено дури кај производителите да произведуваат таков тип на шишиња со потенка пластика за да не загадуваат, за да го има тој еколошки момент или компонента во текот на производството и така натаму. Меѓутоа, тенката пластика исто така може да биде повеќе подложна ако биде чувана на топло. Честопати знаеме во кола да влеземе и го забораваме шишето, нели? И ако тоа е изложено на светлина, јас би рекла подобро таа вода да не се конзумира затоа што постои ризик од микропластика.
Сега е многу модерно, особено кај децата, знаете, тие носат контейнери кои што ги полнат со вода и така натаму. Морате да бидете внимателни тие контейнери да бидат од полипропилен. На нив има ознака ПП5. Тоа значи дека тоа е постабилна пластика и не може толку брзо да ја загади водата, затоа што тоа се контейнери за повеќе кратна употреба, па можат и термички да се измијат, дезинфекција да се направи, па повторно да се користат. Она што е исто така важно, би ми напомнила за луѓето кои што работат во големи корпорации, во големи компании. Најчесто таму гледаме големи боци кои што се ставени на некакви апарати или од кои што полнат вода. Тоа е посебен тип на пластика, тоа е потврда пластика. Меѓутоа, кај такви, тој поликарбонат, меѓутоа, кај таквите пластики, треба да внимаваме колку се оштетени шишињата, затоа што тие повторно се полнат, вие ги враќате до добавувачот, тие ги полнат, па ви ги враќаат и назад, затоа што секое оштетување на таков вид на пластика ќе предизвика ослободување на бисфенол А. Тој бисфенол е една компонента од пластиката која што кога ја имате во вашето тело делува како естроген, делува како хормон и многу често може да предизвика хормонални нарушувања во нашето тело. Така да кога купувате таков тип на пластика која што е reusable, значи повеќе кратна употреба, тогаш гледајте на низе некаде да пишува BPA free. Тоа значи дека е ослободена, нема бисфенол внатре во тој тип на пластика. Па затоа сега водата веќе почнува и да се пакува во картонски кутии, почнува се пакува во лименки, во светот дури ќе најдете и биопластика која што ја прават од шеќерна трска. На никаков начин за да можеме да избегнеме нафтата како елемент кој што се користи за производство на пластика. А доколку сакаме да купиме вода која што е нискоминерална, на што треба да внимаваме на етикетата? На сувиот остаток? Што треба да е наведено? Сувиот остаток ја генерира водата, ја категоризира водата дали е нискоминерална или високоминерална. Ако имате сув остаток околу 50 мг на литар, вие имате одлична нискоминерална вода за конзумација. И нормално, пошто е нискоминерална, тогаш би очекувале и овие ионите од типот на магнезиум, калциум, натриум и така натаму да бидат во пониска концентрација. Меѓутоа, сувиот остаток е тој кој што ви дефинира дали една вода е нискоминерална. Значи треба етикетата да се прочита. Да се чита, да. Скопската вода, например, да речеме од чешма, и покрај тоа што е тврда вода. Сите ние тоа знаеме затоа што дома немаме скоро куински апарат или немаме бољар во кој што нема бигор. Во суштина знаеме дека водата не е квалитетна, меѓутоа е тврда вода, ама сувиот остаток на скопската вода е некаде околу 300 мг на литар. А ако имате ниско минерална вода, тоа ќе биде некаде околу 50-60 и тоа е тоа што ви дефинира дали пиете минерална вода или пиете ниско минерална вода. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, можете да поставите прашања поврзано со водата, со темата на која што денеска зборуваме. Ние сега продолжуваме понатаму во однос на водата и како да се научиме да пиеме редовно вода. Бидејќи некои од нас немаат навика да се напијат вода и чека да ожеднат. Мојата препорака е водата да се пие во текот на целиот ден. Не е добро да пиете вода одеднаш да внесувате големи количини на вода. Вода се пие голтка по голтка. Треба да се хидрирате во текот на целиот ден. Особено во летните месеци кога имаме потење, кога имаме голем губиток на вода заради топлината и кога нашата кожа се обидува да ја регулира температурата и на таков начин практично продуцираме потење. Така ќе стекнеме навика, претпоставувам. Така се стекнува навика. Не треба да бидете жедни за да пиете вода. Нормално, кога ќе го почувствувате симптомот жед, вие ќе се напиете и треба да се напиете вода. Меѓутоа, треба да се направи ритм во текот на целиот ден, за да можете да ја спречите дехидратацијата. Дали е важно во кој дел од денот ја пиеме водата? Има ли тоа некакво значење? Вообичаената препорака на луѓето кои што се бават со нутриционизам е кога ќе станете наутро да се напиете една чаша вода до 2
И тоа стои, тоа држи и секако е стварно добро да испиете барем една чаша вода кога ќе станете наутро. Меѓутоа, нема простор во текот на денот кога би кажале овде не треба да пиете вода. Не, треба да пиете вода, меѓутоа треба да внимаваме со оброците. Значи, не е добро да пиете вода 3 минути пред оброкот, 5 минути пред оброкот, или да пиете со оброкот, или да пиете веднаш после оброкот. Треба да внимаваме на тие правила, не заради тоа што водата нема да ве хидрира, него заради тоа што вие ја разредувате и киселината и ензимите во желудникот, па практично ја успорувате дигестијата, го успорувате варењето на храната на таков начин. Затоа велиме пред јадење половина час, ако можеме да го избегнеме процесот на непиење вода во текот на јадењето е во ред, и да пиеме вода таму некаде после половина, 1 час после завршувањето на оброкот, секако во помали количини. И исто, кога зборуваме сега за пиење на вода во тек на исхрана, дали би била ладна, или на собна температура, млака, или на собна температура и така натаму. Значи, ладната вода на гладно наутро, се извинувам, би можела да направи проблем со контракција на цревата. Значи, луѓе кои што имаат, да речеме, иритабилен колон, оседлив желудник и така натаму, не е добро да конзумираат ладна вода. Нито пак ладната вода треба да се пие додека јадеме. Затоа што кога јадеме малце помасна храна и сета таа ладна вода ќе успори дигестијата на мастите во нашиот стомак. Меѓутоа, па имаме едно за кога би требало и би можеле да конзумираме ладна вода, а тоа е ако сме на некаква диета во која што во суштина сакаме да изгубиме тежината, тогаш треба ладна вода, или ако сме спортист во кој што имаме многу интензивен тренинг, можеме да земеме ладна вода затоа што ладната вода полесно се абсорбира. Имаме гледачи, ќе оставиме простор и на нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам, исто така и докторката. Благодарам, повелете. Сакам да прашувам, пиење вода од бунар, после тоа осеќам сува уста. Дали е ова некоја ненормална појава? Кажете ми само дали сте направиле некаква анализа на таа вода? Немате? Не. Добро, да имате уште некоја дополнително прашање? Значи, во природа, пешачење во природа, при пиење на вода од бунар, после тоа чувствувате сувост во устата, така. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Бунарската вода секогаш треба да биде проверена. А жетта или сувата уста е симптом на дехидрираност на телото. Значи, прво што ќе препорачаме да се провери таа бунарска вода дали е. Значи не сме да се пие вода доколку претходно не биде проверена, тестирана? Ако е бунарски извор. Зборуваме за бунарски извор, така. Само за бунар, иначе скопската вода и онако што имаме така, не, во за бунарски извор, така, каде што од надлежните органи. Некој индивидуално направил, нели, ископи. Тоа мора да се провери. Мора да се провери. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, две работи така прашам. Значи, добро, во ред, јас сум конзумент на вода премногу, дури минимум 3-4 пијам, не сум мерал. Меѓутоа не одеднаш, голтка по голтка, меѓутоа пијам сишето од чашата ги нема. Друго сакав да прашам, спомнавте за водата од Рашче, за Скопски регион поготово, е многу минерализирана, а вие рековте дека треба помалку минерализирана вода. Таа што ја купуваме купечката од маркет, ја фала, ќе гледаме ние на етикетата колку минерализирана вода. Сега не зборам само за газирана вода, него и за негазирана вода. Па сега, што е по-добро, помалку, и дали може дестилирана вода на крај да пиеме? Такова една добра дилема за дестилираната вода. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ајде вака да објасниме. Минерална вода не значи газирана вода. Значи тука да расчистиме. Тоа не е исто. Газирана вода е вода која што има CO2 внатре.
И тоа може да биде вода од природен извор во кој што исто така има CO2, или може да биде флаширана вода во која што е и додадено CO2. И да не ги мешаме поимите минерална вода со газирана вода. Тоа е една работа. Друга работа е што ајде да ги расчистиме прво ионите, па да кажеме кој за што е, па секој ќе знае каков тип на вода треба да прима. Значи, кажавме ниско минералната вода дека е добра за луѓе кои што имаат хипертензија, затоа што треба да биде смален натриумот под 20 мг на литар, за да практично не го качуваат волуменот на екстрацелуларната течност. Ако пијат вода со повеќе натриум, ќе го качат притисокот. Луѓе кои што имаат проблем со бубречните функции, каде што сега, ако пиете голема количина на вода, притисокот на бубрезите е огромен и практично на таков начин треба да едноставно бубрезите не можат да го издржат тој момент. Меѓутоа, ако пиете вода која што има многу калциум и многу магнезиум, вие ги оптеретувате бубрезите. И на таков начин луѓе кои што имаат проблем со бубрезите, намалена функција, воопшто не е препорачливо да се зима вода во која што има висока содржина на калциум и на магнезиум. Рековме, таа е потешка вода и практично ги оптеретува работата на бубрезите. Значи вака, ако имаме вода која што е богата со магнезиум, да речеме 50 мг на литар, имаме вода која што е со калциум 150 мг на литар, јас би рекла тоа е одлична вода за луѓе кои што, например, се под стрес, за луѓе кои што имаат грчеви во мускулите, за луѓе кои што, например, имаат замор, долготраен замор и така натаму. Може да се примени кај луѓе кои што имаат кардиоваскуларни заболувања овој тип на вода, под услов натриумот да биде под 20 мг на литар. Тоа е едната страна од приказната. За бубрезите кажавме, меѓутоа, едно е да имате намалена функција на бубрези, а друго е да имаме песок во бубрези и каменче во бубрези. Во таква ситуација повеќе би пренабрегнале према употребата на алкална вода, онаа вода која што има висока содржина на бикарбонати. Ако имаме проблем со остеопороза, имаме проблем со гледта на забите или со било каков проблем со коскениот систем, во таква ситуација ќе прибегнеме према вода кој што содржи калциум некаде од 150 до 300 мг на литар. Бидејќи калциумот од водата, дури имаше некои истражувања кои што кажуваат дека полесно се ресорбира, абсорбира во нашето тело, дури и од самите млечни производи. Од друга страна, ваков тип на вода кој што има висока содржина на калциум и такако е препорачлива кај луѓето кои што се интолерантни на лактоза, затоа што таквите луѓе не јадат млечни производи, или луѓе кои што се вегани решиле да не јадат воопшто никакви млечни производи, тогаш би си купиле вода која што има голема содржина на калциум. Или да речеме, ако имате проблем со жолчно кесе или имате проблем со, да речеме, со црниот дроб, па сакате да ја подобрите нивната функција, тогаш ќе барате, да речеме, вода која што има висока содржина на сулфати внатре во неја. Тука некаде треба да се повеќе од 200 мг, да речеме, на литар. Зависи за што сакате да ја користите водата. Ниско минералната вода е вода која што не го оптеретува телото. На почетоков кажавме лесна вода. Вие можете да ја конзумирате питка вода и да ја конзумирате неограничено, затоа што неограничено во определени количини. Во суштина, затоа што не може да направи ниту оптеретување на бубрезите, ниту пак да направи проблем, да речеме, со хипертензијата, ниту пак да направи проблем со гастроинтестиналниот тракт и така натаму. Кога имаме минерална вода, многу треба да внимаваме за што ќе ја користиме. Значи, луѓе со хипертензија, магнезиумова вода. Луѓе со диабет, бикарбонатна вода. Луѓе со каменчиња, бикарбонатна вода. Значи, за секоја болест практично се има одреден тип на вода, каде што треба да внимаваме кои иони ќе бидат практично застапени во неја. Ја споменавме газираната вода. Понекогаш се газира водата со додавање на CO2, јаглероден диоксид. Дали е таа иста, дали тоа ќе се добие вода која што е иста како природно газираната?
Не. Ова е фабрички произведена вода и вие на таков начин добивате, тоа е кисела вода. Тоа е кисела вода. Кисела, затоа што во суштина вие имате CO2 кој што кога реагира со вода гради јаглеродна киселина, затоа pH е малце пониско кај газираната вода. Меѓутоа, газираната вода воопшто не се препорачува кај луѓе кои што имаат гастроинтестинални тегоби, особено оние кои што имаат иритабилен колон, проблеми со желудникот, со желудечната киселина, значи почдригнување и така натаму, а за кај деца воопшто и да не зборувам. Во ситуација, знаете, Марија, кога имате проблеми со желудникот, многу често прибегнуваме према користење на вода која што е алкална, која што е бикарбонатна вода, затоа што пак таму самите бикарбонати делуваат како антациди. Еве една споредба. Многу често старите баби земаат сода бикарбона па ја раствараа во вода. Сода бикарбона е натриум хидроген карбонат, бикарбонатот е HCl3 така натаму. Меѓутоа, тоа не истото го правеле, само ја зголемувале количината на бикарбонати во водата и на таков начин ја пиеле за да го смират стомакот, за да го смират желудникот. Од друга страна, ако имате запек, например да речеме, или обстипација, јас би рекла дека е подобро тогаш да се пие вода која што содржи поголема количина на магнезиум и на сулфати, затоа што овие иони некако ја носат водата директно во цревата и на таков начин ви овозможуваат полесно празнење. Значи, секоја, да речеме, состојба мора да биде поврзана со одреден тип на вода. Особено ако пиете вода со висока концентрација на минерали. И тогаш се препорачува 1 чаша, 2 чаши дневно. Не можеме ние да кажеме користете 2 литра вода од високо минерална вода, например. Него тогаш веќе препораките се 1 до 2 чаши на ден. Така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Темелни појаснувања поврзани со оваа тема, на која што верувам дека ќе им биде од корист на гледачите. Ви благодарам на поканата, Марија. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.